Од трагедијата во Кочани се чувствуваме ли безбедни во Македонија? Безбедни никош не сме биле баш безбедни, како што треба. Воопшто. Ни по оваа трагедија, ни по некои претходно што се случија, па и неодамна нели со прегазување на пешаци и слично. Би рекол не, ама тоа и пред трагедијата од Кочани јас не се чувствував нешто исклучиво безбедно, само сега се потврди тоа што веќе го чувствував. Мислам дека одамна ние не се чувствуваме безбедни во државата. Се разбира дека не се чувствуваме безбедно. Мислам дека воопшто никој од нас не се чувствува безбеден. Дали јавните објекти каде што се собираат младите се безбедни од пожари, од катастрофи? Моето мислење е дека повеќето не се безбедни. Мислам дека не се безбедни. Полот, хидрантите не функционираат, нема исто така опрема за гасење на пожар. Па нема што да мислам. Еве ги прават сега инспекции, треба да обезбедат да бидат безбедни. Треба да се провери све. Сметам дека постојат голем број на места што не се толку безбедни. Не се многу безбедни. Мојот студентски живот го поминав во студентски дом. Значи имав можност да живеам во бараките. Дискотеката во Стив Наумов беше дрвена. Ајде да речам дека се надевам, барем за спортските сали дека се побезбедни, инаку за клубовите и по вестите нели што излегува дека повеќето се несоодветни за функционирање, а за студентските домови па воопшто со оглед на тоа што одамна не се нели реновирани и обновени. Велат дека сите сме биле криви. Дали се чувствуваш и ти виновна или сепак мислиш дека вината има име и презиме? Секако дека конкретната вина за конкретни случаи има име и презиме, меѓутоа и ние сме виновни што сме молчеле и системот дошол таму каде што дошол. Дека треба да се најде име и презиме, дефинитивно. Затоа што не е само некого да поставиш некаде да си зема плата, него Многу гнилост се крие под сето тоа. Но секако дека тоа има градација и некој е многу повиновен од некој друг. Кажи ме, дали ги поддржуваш јавните собери на студентите и барањето на одговорност или сметаш дека сега е време за молчање? Тоа што знам дека има измешани емоции на гнев и на тага и на очај и за некој е потребно да го помина тоа време во тишина додека други се гневни и бараат одговорност. Секогаш треба да се поддржуваат младите. Тие се иднината на нашата држава, на нашето општество. Нивниот глас е многу вреден и колку што можеме сите треба да излеземе и да се собереме на тие масовни протести. Ништо не функционира. Секој треба да го крене гласот, не само младите, на свој начин. Ги поддржувам младите, да, и сметам дека не требава да заврши за 3 дена. Бидејќи искуството, нели, и други трагедии имало во минатото покажало дека сите чуда за 3 дена завршуваат тука. Краток бунт, неколку пораки на социјалните мрежи, тоа е тоа, меѓутоа треба да трае. Не сум за молк, треба да трае ова многу повеќе, да не заборавиме. Ова нека не биде потсетник дека стварно треба сите да се бориме за промени. Го бев на мирен протест. Така. Тоа беше многу тажно, бидејќи се чувствувам се тие луѓе, бидејќи јас сум од Кочани. викаме дека младите треба да носат оваа држава понатака. Ги поддржувам со оние оправдани нивни барања што се за решавање на случаите што постоеле за нивна безбедност. Да, соодветно е да се даде одреден простор на молчење и на тажење, но потоа да се превземат и соодветните акции, иницијативи за промена и за искажување и на таа другата страна што е гневна и бара одговори. Апсолутно ги поддржувам и повеќе треба од ова што е и добро е што постојат млади што се крена и се бунтуваат против тоа што не чини во држава.